Добре дошле во новото издание на подкастот Политиканти.мк, 25-та епизода, со мене Сашо Ордановски. И јас сум Боријан Ивановски, голем поздрав до сите слушатели. Од Скопје. Од Скопје. Овој пат од Скопје. Боријан, рековме, бидејќи за следната емисија исто дека планираме гостин. Гостиве некако убаво ни поминуваат. Убав муабет, да. Да, убав муабет и добро ги слушаат. Да, и види, бираме гости. Бираме гости, паметни, фини луѓе кои што имаат што да кажат. Можеби не се тоа атракции од типот, како да кажам, скандали, инциденти и така натаму, меѓутоа за сладокусци, за сладокусци. Така Подкаст за сладокусци. Да, тоа е добар прекар, да речеме. Да. Денеска ќе зборуваме малку за македонската домашна политичка, да кажам, сцена во, бидејќи ова ќе се емитува во вторник, а тоа е во пресрет на лидерската средба, ако ќе кажат лидерска средба, мислиш нешто историско? 78-та лидерска средба во последните 2-30 години, тоа ќе биде во среда. Види, да, ја стварно е темата банална околу уставни промени, не знам, ние сме неколку пати сме ја претресувале. Се плашам дека денеска вака или така пак ќе се повториме. Но еве, ајде да вака да видиме на лидерската средба и претходи еден настап на Христијан Мицковски на Алсат на 360. Васко Попетревски имаше изворено интервју. Васко секогаш има одлично. Да, одлично интервју. Ја би бил малку по нервозен и тука стално му признавам на Васко свака му чест. Па зашто што е лошо да се биде и понервозен? Па не, окей, не, сакам да кажам, Васко со една таква смиреност ја многу видлива ја направи таа една политика, една линија, една теза на Христијан Мицковски. И кратко еве што кажам Христијан Мицковски во тоа интервју, што јас можев да го разберам, дека не доаѓа во предвид уставни промени да поддржи, дека инсистира на тет-а-тет средба со Ковачевски, што исто така не е јасно зошто тоа не успеа да го одговори, да даде одговор зошто баш тет-а-тет, бидејќи од кого се плаши он. Не знам, не гледам дека тоа прашање се поставува во јавноста. Зошто сега тет-а-тет? Така е. Мислам, на крајот од краиштата тие може да се сретнат и посебно, не знам како би се викала таа средба, можеби кафеанска, или кабинетска. Слободно, може тоа со пругите, тоа не нема. Зашто сега, што е политичкото значење, не успеа да објасни. Не успева, не, просто нема одговор. Исто како што немаше одговор интересно на неколку прашања на Васко околу тоа, например, зошто не ги објавува соопштение од честите средби со американската амбасадорка, кои се пона што го знаеме стануваат се пофреквентни, што исто така илустративно за интересот на стратешките партнери, како што сега си ги нарекуваме Соединените американски држави. И значи остана на тоа, не понуди услов со поради кој би ги прифатил, добро, гаранции, тоа го слушнавме, тоа се оние старите работи. И кога би дошол на власт, како понатаму тоа би се решавало за да се одглави Македонија од евроатлантските интеграции. Очигледно е дека он му е страв да каже ВМРО ќе остане тука, он мора да тоа беше видно дека сака да стави на знање дека дека ВМРО е проевропска партија, она што сега од него се бара да го одговори, дали е проевропска и така натаму. И исто така остави едно доста отворено место за широка коалиција после изборите. Она идеја на Заев. Така што тука се движат тие работи, мислам, ја остави со, предпоставувам, а и некои информации што ги имам, со сознание дека доколку се случи да тој одат против уставните измени, победат на избори, ќе им биде со левица можност да прават влада која не би траела повеќе од не знам 6 месеци. И тоа, да ти кажам право, го имам, го чув од човек кој е од таа провиненција. Така што се наоѓаат во една незгодна ситуација. Сега, зошто е тоа така, ние може да нагаѓаме, ја имаме предпоставки. Ај неколку поенти јас да направам, бидејќи мислам дека некако се собраа после повеќе месеци ова
па веќе 6-7 месеци ова малтретирање ко уставни измени, што понатаму Европска Македонија и така натаму. Прво мислам има неколку работи кои што се однесуваат до Мицкоски, до сегашното раководство во ВМРО ДПМН треба да се кажат. Мислам дека тој од предизвестно време, можеби од враќањето посредбата со Орбан, почнува со странциве да менува плочата. Сега веќе не гарантира веднаш кога тој ќе победи на избори, кога ќе направи влада, дека ќе помине на менување на уставот и продолжување на тој европски пат и така натаму, туку им вели дека тоа до крајот на мандатот на едната влада ќе се прави, што е се една драматична, повеќе годишна новина. Второ, она што ми се чини дека почнува полека да се избиструва на едно повисоко ниво кај нашите стратегиски партнери и европски и кај американците, а мислам дека во македонската јавност тоа делумно заради една критичка нота не се погаѓа фокусот на нештата, а тоа е дека ВМРО ДПМН навистина не е антиевропска партија, туку е таа проевропска и либерална европска партија. Значи, и либерална. И либерална. Они го сакаат, ја сакаат Европската унија од типот на Качински, од типот на Орбан, од типот на некои други кандидати земји и така натаму за влез. И нивниот проблем е што тоа сега повеќе, после сите проблеми што ги доживеа Европската унија, меѓу другото и со Унгарија, па и со некои други земји, именно таа провиниенција, дека нема шанса да си дозволат да уште еден мал мини Орбан го зачканат во Европската унија, дури и да испорача Мицкоски ова кога би го ветувала, него ни ветува. До толку повеќе, он со тој однос влегува веќе не на локалниот терен, влегува на меѓународен, на европското игралиште, каде што е многу важно што ќе се случува и која ќе биде позицијата на Орбан. А Орбан поддршката што ја прави со тоа сликање и со други инструменти и финансиски и така натаму кон Македонија. Да, Орбан, доколку например Мицковски има влада, Орбан практично се факторизира во Брисел како некој кој како единствен кој може да влијае во Македонија и при тоа, да речеме, многу битно, да гарантира некаква стабилност базична околу меѓуетничките односи. Значи, Орбан практично си купува преку Мицковски билет за релевантност. Бидејќи во овој момент он е доведен, а ти не знам дали ги следиш работите во Брисел, значи Европскиот парламент веќе препорача да му се одземе правото на председавање со Европската унија. Така што таа дискредитација на Орбан во Брисел, она е во една ескалација до едно ниво кое не знам како ќе тера. И Орбан во моментов во оваа игра има голем влог. Битен му е влогот во целава приказка во Македонија. Македонската приказна. Бидејќи приказката на Мицковски беше дека откако тој би победил на избори, па би направил нова коалицијска влада, сега тоа ќе го разговараме со кого ова што вели со левица ќе на крај ќе прави влада, бидејќи останува без партнери, дека ќе има резолуција од ИПП, таа резолуција ќе го поттикне овдека да он сега фати да го менува уставот, да прави некакви мнозинства и така натаму, дека се не би било во ситуација тоа да го одбие, бидејќи толку се залагаат да гласа за тој уставот. Сега таа приказна е паузирана и навистина ја не знам дали е тоа точно, но е симптоматично што тоа сепак доаѓа како една промена на политиката после средбите во Будимпешта. Така е, да. И сега не е веќе само Орбан, туку е сега повторно Груевски вратен на сцената, бидејќи ако е Орбан и ако е ова се што го разговараме, тогаш нема што, тоа е значи и Груевски. Сакам да кажам, во меѓународната заедница сега дополнително се развива една, како да кажам, една обстипација, ако смеам така да кажам, кон оваа политика на сегашно ВМРО ДПМН со Мицковски, бидејќи гледаат дека тоа веќе не е само проблем заради нашиот европски пат и македонско-бугарските односи, туку дека станува еден овој подлабок, поширок политички проблем во кој што они не сакаат да земаат сега држави повторно членки во Европска унија, кои што би го ширеле и либералниот капацитет на и така силните струи. Само да подсетиме, огромни демонстрации во Полска против Качински, меѓу 500.000 милион луѓе во главниот град во Варшава и уште кој знае колку во Краков слушам дека били исто така големи демонстрациите. Орбан исто така, тој е
Знаеш како тој тие од овие популистички политичари кои никогаш, како на пример Ердоган, кои никогаш немаат проблем да прават избори, бидејќи сите избори ги победуваат, бидејќи таму изборите се слободни, ама не се фер. Тоа се избори во времето на Груевски медиумите, нема ти лидерот на опозиција да се појави на некоја телевизија, тоа е успех, сериозен. Види Сашо, Ердоган инаку, знаеш како на неколку недели пред изборите им дава право на глас на сириците, бегалци. Тоа сега ти кој ќе добиеш милион и пол гласа плюс и така натаму, тоа се разбира дека резултира така како што резултира. Значи, сакам да кажам дека ми се чини, добивам впечаток дека ова што следува во наредните месеци, се таму негдека Боријан дока е октомври, можеби дури и ноември, ако не септември, ќе биде еден зголемен притисок врз Мицкоски директно, бидејќи него го идентификуваат како пречка за сето тоа. Значи, тој наспроти сите плюс од негова страна левица. И не сум сигурен како политички ќе успее воопшто тој тоа да го изменаџира, бидејќи е конфузен. Бидејќи ова што го говориш, бидејќи на клучни прашања нема добри одговори. Немаш одговор. Нема добри одговори. Да, тоа е. Види, инаку Орбан приказкава, значи луѓе кои као зошто да не, ама Орбан има сериозен проблем со инфлација, затоа што му се блокирани милиарди евра од Европската унија, која му вика, дечко, ти мораш сега да ги вратиш во игра принципите на владењето на правото, кое не постои веќе кај тебе, бидејќи сменија судови, контрол, значи целото општество го стави под контрол. Мислам, класичен груевизам. Тоа го видовме, да. Овој беше нашиот премиера да нешто што потоа во повеќе земји, вклучувајќи се разбира Србија, вклучувајќи Унгарија, тие сите дојдоа после Груевски. Јас знам од анегдоти кои што ми ги раскажувале македонски дипломати и така натаму, дека на некој од овие средбиве кои што Груевски своевремено ги имал со некои од овие политичари и така натаму, они сите именно го гледале примерот и што се случува во Македонија, бидејќи им било јасно дека тоа на крајот така ќе заигра таа мечка и пред нивна врата, оти на исти начин владеат, со силни притисоци врз судството, со силни притисоци врз медиумите, со силни финансиски конци кои што ги држат под контрола. Се тоа изгледа демократски, а во суштина не е. Тоа што рече, видовме, видовме. И мислам дека тоа е една многу интересна ситуација која што ќе видиме како ќе се развие, бидејќи на крајот од краиштата ми се чини дека можеби таа аргументација за која јас и ти разговараме, сепак во пратеничкиот состав на опозицијата може кај некои луѓе да пробуди поинаков вид сентименти, а може да бидат и поттикнати на промена на нивните ставови. Тоа ќе видиме, не би нагаѓал. Има сценарија кои ги слушам, но мислам нема потреба да ги говорим. Туку знаеш што сакам ти кажам, Сашо. Види, не знам, цинично може звучи, но европеизацијата е почната, или ако сакаш да кажеш, со други зборови, тој процес на преговори е почнат. И нашето, како ти кажам, fine tuning, поставување. Види, например, не знам дали забележуваш, ама со текот на времето, ние практично по мене се европеизираме 30 години сме во тој процес на европеизација. И не знам дали забележуваш како некои работи, например, кои во 90-те не беа сватливи, па после стануваат сосема нормална работа, како тоа полека се менува, па како некои луѓе за кои еве ја и ти сме имале до вчера просто представа дека се дел од овој либерален свет, усади се испостави дека се само опортунисти кои да речеме цекаја заменија со ЕУ, без да го чувствуваат, без сензибилитет за цивилизацијската вредност. Без да ги интернализираат вредностите на Европа. Да, така е. Да ги усвојат, да ги... Од прилика. И сега види, еве ти и ова кој ќе видиш, сега ова една профилација на една групација која себе се нарекуваат европејци со кичма. Ова. Мислам, кој, знаеш, они не се националисти, они се ама не така, не може нас Европа така да ни се постави. И види, тоа е исто така патетично, затоа што, вика, и Мицкоски го слушам, не под притисок. На крајот криштата, целиот преговарачки процес за членство во ЕУ е притисок.
Ти утре ние исто можеме да толкуваме кој ќе дое да ни кажат абе дечки дајме тоа кантите за ѓубре наредите ги. Ти можеш да го толкуваш како притисок тоа. Бидејќи ти рече ако не го исполниш блокирам поглавје. Сакам да одидам уште еден чекор понапред и од ова што го разговараме и што предходно го правевме како анализа. Види, она што мене ми се чини е дека за да постигнеме, ако се успее да се постигне создавање на некакво уставно мнозинство за да се промени уставот во парламентот и така натаму, тоа повторно ќе биде валкана операција. Ние поминавме низ една таква валкана операција за членството во НАТО. Види, тоа се големите бранови и тоа се датумите кои што ќе останат во македонската историја запамтени. Но, последиците од тие валкани операции се потоа ги чувствуваме врз кршови и ломови низ судски системи, низ политички системи, низ медиумски системи и така натаму. Што сакам да кажам, Боријан? Значи, ВМРО прави една многу подлабока и подолгорочна штета отколку само сегашното блокирање и пазарење за некакви подобри позиции за доаѓање на власт или за освојување избори. Практично, ниту меѓународната заедница, ниту стратегиските наши партнери, што ги говориме, ниту другите политички сили во Македонија не би биле доведени во ситуација да мора да влегуваат во комплексни валкани операции за да се надминат блокадите на ВМРО, од кои потоа и кога ќе ги надминеме имаме долгогодишни последици како што се ги гледаме. Оти, да бидеме јасни, ова што се случува во судството, при тоа го мислам и овој помалку арогантен и циничен холандски амбасадор кој си дозволува да се однесува малку со еден речник како да е паднат од небо, како да не разбира овдека што се случува. Значи, кога потоа ќе мора да се испорача на оние што помогнале околу составувањето на тие мнозинства, се разбира дека се кршат стандарди низ институции, дека се свиткуваат правила, дека се прават низа нерегуларности, што доведуваат до вакви трагедии од состојби какви што ги имаме во судството. А сега кога го поставиш прашањето, а зошто беше цела хистерија околу Преспанскиот договор? Веќе тоа, ако не само тоа, туку не само тоа. Издиша не само тоа, туку сега тие викаат па и ние бевме за членство во НАТО и ние, значи цело време они се и за НАТО, они се и за Европска унија, прават се за да тоа го блокираат, за да тоа се надмине, бидејќи тие што гледаат што се попаметни, бидејќи тоа прилично глупав став, мислам на крајот од криштата. Кога гледаш одозгора и кажеш, слушај, ова е многу поважно прашање отколку не знам што, се влегува овако вид на валкани операции. Тие валкани операции потоа оставаат низа последици, оставаат последици во квалитетот на луѓето што се вклучуваат во политика. Види, тоа се тие долгорочни последици кои ние не можеме да ги оправиме. Така е, тоа е едно ниво на политика кое што е резултат на сето ова. Сакам да кажам, веројатно е можно да ние на крајот од годинава и во нашиот подкаст констатираме дека се составило мнозинство во парламентот и дека уставот ќе биде променет и тоа потоа почнуваат повторно долги преговори кога ќе има притисоци на разни теми. Се разбира дека Сашо, тогаш почнува работата. Така е. Тогаш почнува сериозната работа на правењето на државата. Но затоа што на пример ние ќе соочиме со ситуации каде што на пример, еве ќе ти кажам како иде тој тип на преговори. Колку инспекции вие имате, колку казни имате изречено за, да речеме, заштита на потрошувачи. И ќе ти рече овој нашиот 3, пошто веројатно само 3 имаат у цела година, бидејќи веројатно тоа е врија од корупција во сите тие процеси, никаква политичка волја за спроведување на тој тип. И он ќе ти рече, па добро, како вие 3 нас просек во Европска унија, Евростат ни дава податок дека ние просечно Европска унија без разлика на земја членка, од прилика на годишно ниво тоа е 20. Како вие кои уште немате никаков систем, немате казна и ќе речеш ни фали инспекција. А па ако ви фали инспекција, па кажете дека ви фали инспекција и ќе ти дадат инспекција да направиш, ќе ти помогнат да ја обучиш. Само ти кажам, почнува да ќе треба да почне да се работи, а не да се дрочи пред кооперација и да се кажува колку си загрижен за како ти кажам за пред 2000 години и за идентитетот. Мислам како и при тоа да ти идентитетот да го ти проаѓа низ прсти. И види и тој муабет го правевме кога ни беше и Љупчо Георгиевски гостин. Чудно е како ВМРО ДПМН не успеа да собере капацитет во последните, па би рекол, дури 20-30 години, тоа не почнува само од Мицковски. Мицковски е сепак последен во една низа од разноразни тамошни, да кажем, некакви двигателни сили,
како не успеат да соберат капацитет да се видат во едно поинакво светло, да бидат тие промотори на тие промени, да бидат тие прозападни, проевропски реформатори, врз основа на тоа да добиваат Зашто избори. од нив трга првата иницијатива за декларација за членство во ЕУ и НАТО е од нив. Тоа сакам да ти кажам. И тогаш да си ги поразат СДСМ, затоа што се овие неспособни да можда да водат успешно, ефикасно држави и така натаму, туку секогаш се доведуваат во една ситуација на крупните теми да не можат да направат еден прескок и се разбира дека на крајот само се уште повеќе изфрустрирани, ние како општество сме уште повеќе искомпромитирани, процесите траат предолго, губиме неверојатен број години со сите последици, они се главните потоа овие нарикачи баби на што се погробишта за последиците, за кои они се основната причина. Едно врзино коло во кое што, како да кажем, си ја гризат опашката. Културолошкиот контекст, овој, да речеме, јужњачки, европејски, да не говорам за ориентален и така натаму, јужњачки, он е ментален склоп кој е прилично конзервативно наклонет. Тоа е вака едно општо познато патриархално општество, конзервативни вредности и така. Види, ВМРО, кога би била демохристијанска партија, зборувам пар екселанс, вие што се по Европа и голем дел од членки на ЕПП, па ВМРО, ја мислам дека не би можел никој да го симне од власт. Да. Мислам, како да, сериозно. Бидејќи Они, мислам, знаеш, таа нивна, нивното залагање, што е по мене сосема легитимно, нели, религија, она, мислам, тие конзервативни вредности. Па и една нагласена национална нотка на некои луѓе, тоа им значи, апсолутно, која е потребна, така, која е потребна, знаеш. И тука стварно, ама тоа да, не знам, окей, понатаму ќе видиме како. Со други зборови, Борјан, мислам дека сега сепак може да кажеме дека влегуваме во една нова летна фаза, бидејќи гледам дека има една друга мобилизација кај нашите стратегиски партнери, дека апсолутно процесот го имаат фатено во цврсти раце. Мислам дека дури ако смеам да забележам и кој ќе го видам и регионалната сцена, како што гледаш не им успеа во Бугарија да не ја состават владата, бидејќи се дигна целата таа антиевропска, антизападна, антиамериканска, проруска линија, со измислување афери, со донака највалкани ние сме поминали ни сето тоа. Мислам, од специјални обвинители до разузнавачки служби, до одеднаш некакви прислушувања и така натаму. Слушај, нема да ме изненади бугарската влада нова да даде изјава дека историјата па и не е толку битна во целата приказка и дека ние треба може да се разговара за тоа. И дека како што стои го остало во протоколот, значи тоа се манипулира многу. Вчера Васко исто му укажа. Нема таму дека мора да се заврши процесот до крајот на преговорите. Посакувано е такво сценарио, но нема обврска да заврши диалогот за историјата со крајот на преговорите. Така што тука се прави една многу грда манипулација. Мислам, види, значи, у принципи ние сме разговарали, никој не ужива во овој притисок од Бугарија кој дојде од нигде никаде. Ама треба да покажеме малку зелост, да можеме да одговориме на предизвик. Да, и самодоверба. Мислам, клучна е самодовербата. Една неверојатна инсуфициенција на самопочит, една неверојатно нацијата кон јазикот. Кон сопствениот идентитет во крајна смисла, знаеш. Јазикот ќе би го неки на јазикот. Мислам, неверојатно како овдека малце да ги дувнеш голем број од луѓето, тие почнуваат да се веат како да е бура во прашање. Зашто? Затоа што таму некаква будала у некоја земја изјавила вака и онака. Не спомнам ни земја, ни име на будала, ги има колку сакаш. И сега овдека драми, види Борјан, морам да ти кажам дека и медиумите наши ја играат таа улога. Бидејќи овдека не се пропушти прилика да сите и најмали бранови се представат како оркански ветришта со цунамија, овдека не се контекстуализираат работите, не се следат во некаков поширок политички, надворешно политички, внатрешно политички контекст. Новинарите едноставно, медиумите сега не кажам овие или оние, меѓутоа играат на таа карта бидејќи мислат дека тоа исто им ја покачува читаноста и така натаму. Тој круг повторно се затвора во истите координати, тоа се истите илјади луѓе, тоа се истите трибуни, тоа се истите политички раководства и политичари кои што тоа го прават.
паметните дигнаа рациот се, бидејќи паметните не е сега веќе да пружаат отпори да кажуваат, него викаат ма бе кој со вас. Особено тоа кај младите тој вид на политика, освен кај оние еден мал процент кои што се најзагреани, дома васпитувани и така натаму, кај другите тоа е една тема, тоа се теми, не е една дополнително СДС што безхрабрува и тоа што има пројава. СДС е такво какво што е, мислам Господ на помош да име, бидејќи многу се заинтересирани за Господ, нема шанса да палат свеќа секоја вечер кандилото, прво пред да заспијат го проверуваат у која состојба е. Со други зборови, навистина сме дојдени повторно во ситуација да некаква странска заедница покаже поголема свест код нас, за да влеземе во она што Макрон сепак на крај изгледа дека го проектира како една известна перспектива за Европската унија, правење на неколку нивоа. Не, они не знаат кај тераат, тоа е друга приказка, тоа е друга приказка. Па тие се изворот на проблемите, ама сега Макрон, случајов Макрон конкретно е извор на проблеми. Ама ако сакаш да бидеш независна држава, членка на Обединетите нации, да имаш своја политика, да имаш некаква своја, да се снајдеш во таа кушва. Тоа е, знаеш, ама они се дволични. Да, а кога не биде дволични. Ајде. Ама они знаеш се лицемери, ама они знаеш дупли стандарди, а они кога ова, ало, тоа е, мислам, луѓето овдека не разбираат дека има многу поголем милионски народи во светот кои немаат држава, кои немаат да возиш и се снаоѓаш во тој сообраќај или седи дома у гаража, дечко, и немој да малтретираш останат свет околу тебе. Види, да те прашам нешто. Дали ти ја чу информацијата и каде ако си ја чу, дека група интелектуалци бугарски дојдоа на монополот да се поклонат на жртвите на бугари, на евреите од бугарската. Јас лично добив на мейл некој известување, ама јас сум во еден круг на луѓе кои се таргетирани со него. Никој ништо не објави. Никој ништо не објави. Никој ништо бе па тоа е позитивна вест како да објават. Група на бугари ќе одат во Ваташа да одат признание на децата. Да. И сега, види се. И тоа не е интересно. Па тоа не е интересно. Не, Джамбаски е интересен, кој е обичен, не знам како е дилер веројатно бил, не знам што. Некакви логичари кои што ќе изнапетаат нешто, тоа е поинтересно. Просто да ти кажам право, понекогаш си мислам каква штета што го нема Ној Каракачанов за наша медиумска јавност. Тој толку беше една убава фигура за овдека подигање на читаност, за ширење хистерии. Стефан Дечев го знаеме јас и ти. Никој не му бара интервју на Стефан Дечев. Не, Стефан Дечев не е интересен. Да, така е. Затоа што е недоволно инцидентен и затоа што нема во тоа никаков Еве ти мо вече го имаме да ти кажам, него во некој од подкастите, не знам кога. Ќе го имаме, така е. Па Борја, ние инаку се спремаме малку веројатно од јули да намалиме темпо со веројатно по еднаш недело, па и ние заслужуваме малку да сакам да кажам само дека добро оди подкастот се стабилизира неколку илјадна, да кажам, публика со која што и комуницираме. Мислам дека оние што треба да не следат и дека на еден баш добар начин комуницираме со луѓето. Сите што ги каниме веднаш прифаќаат и знаат каде доаѓаат. И многу сум, стварно ми е драго и многу сум така ме радува комплименти вака најотворени, најискрени. Стварно баш ми драго. Затоа што и немаме камери во студио, иначе комплиментите би па замисли мене и тебе да не видат на слика. Брадата, например, дека баш и не е следено. Него сега види, друга треба една преспа сум сега често и ќе одам таму на подолго. Претор, сите го се сеќаваат на Претор. Претор беше огромно детско одмаралиште, каде што голем број на деца кои се од почувствителни социјални категории имаа можност да одат на летување, да се социјализираат, да се дружат и така натаму. И тоа вриеше од тоа, беше едно така многу пријатно место, бидејќи јас се преспанец по татко, по дедо, па секое лето имав можност да го сведочам тоа. Одмаралиштето во Асамати. Зашто шетав сега пред некој ден низ Претор. Просто е тажно во која состојба се наоѓаат сите тие објекти. Значи, ај што државата не почувствувала никаква потреба да го рестартира тој потенцијал на заштита на
емпатија со деца од социјални категории кои нели немаат кај ни да одат, ништо при тоа нивни другари кои се богати одат, не знам, кај сакаат и не знам, трошат колку пари, знаеш, во тој еден растечки јас на социјални разлики, да немаш потреба да покажеш, значи, прост гест. Види, тие се, некои се приватизирани, некои се напуштени. Тоа што е приватизирано, некој го држи у джеп и чека да го продаде некому за некаков ресорт, хотел или не знам што. И при тоа го држи се тоа, сега кога шетав, вегетацијава е збувната цела од дождов и така натаму. Тоа се змијарници, Сашо. Просто одвратно изгледа. И тие што приватизирале, да не ги интересира да било што направат. Па државата која тоа го игнорира, дури и на ниво на еколошка инспекција да каже, бе, луѓе, окей, не го работиш, барем седи го дворот, како да ти каже. Да нема зми. Основни работи, зашо? И тоа, кога ќе го видам тоа, после си викаш, види, и уставни промени, и ЕУ, па стварно. И ние не разговараме за тој тип на проблеми. Ние не разговараме за нашите деца, за тоа што можеме нив да им понудиме. Не разговараме за квалитетот на животот, за окружувањето во кое живееме. Не, ние разговараме за, мислам, да не употребам збор, не знам. За губење време во суштина од епохални размери. Морам да ви кажам дека јас имам една слична приказна, ние релативно, да кажем, редовно одиме за Опатија, која што е на хрватското приморје и така натаму, и Опатија е едно од најатрактивните одмаралишта на целиот тој адриатски, на целиот тој јадрански регион, бидејќи е бившо царско одмаралиште, самиот град, нели, Унгарија и така натаму. Па не знам дали знаеш, таму македонската држава има објект кој што е еден бивш хотел, кој што се наоѓа на неверојатно ексклузивна локација, која што, мислам, вака во таа руина во која се наоѓа објектот, веројатно можеш милиони да земеш, пола претор да го реновираш од тие пари. Да, веројатно, да. Мислам дека државата и не знае дека го има тој објект. Кога и да победам таму, прашава, бе, тука е ова, никој ништо, вика, тоа стои таму. А веројатно и тој објект како ви у претор билки градени оној комунизам во 70-тото, тоа се солидни објекти се тоа, направени по стандарди, сега нормално модерните стандарди се и поинакви така. Добро, сепак ама солиден, да. Види, можам да замислам таму некаков инвеститор што би направил таа локација. Локацијата е $100 милиони место, мислам. Не може. И се како ја да објаснам некому дека тоа се уствари илустрации на распродажба на националниот интерес, а не внесување на бугарите кои се стварно, значи, мислам, ама нема тоа ми е најмногу страв, Сашо. Влегуваме на ситуација на два света на АМ и ФМ. Ти го кажеш претор, такви објекти има. Пенистер, такви објекти има сигурен со Маврова. Еве за Преспа конкретно, Царев двор со карата. Пази, она трошеше 60% од јаболките кои ги се произведуваат во Преспа. За да прави сок кој во тоа време беше феноменално добар CD, кој дај го одличен сок. Со карата седи. Вработени се 3-4 души, очигледно собственикот кому е дадено да си го земе, го држи за да има некако формално правен ентитет преку кој не знаеме што транзакции се прават, но не е ангажиран во неговата примарна функција за која бил наменет, тоа се јаболката ресенски. Конзумира ресенските јаболка кои сега пропаѓаат, скапуваат од Преспа, е просто ти не знаеш деве на сите страни расфрлани јаболка. Ја проверам таа работа, бидејќи јас секоја година имам добри пријатели во Царев двор. Секако одиме на еден крап. Има во детали да се распрашаме за таа. За Царев двор да прашаш баш да видиш. Поред ја мислам дека сме веќе 33-4-5 минути, мислам дека е ова една вистинска high note, една висока нота која може да завршиме. Така. Со еден оптимизам дека нашиве зборови може ќе поттикнат некого во државата да се заинтересира и да види докаде имотниот лист на државата и со што се располага. Својот ентузијазам одамна ми се потроши, нема врска, него в следниот подкаст имаме муабет, ќе поразговараме малку, имаме гостин. Така е, да. Ние никогаш не најуваме кој е, но ќе биде интересен како и во претходните неколку подкасти. Океј, Бојан. Океј, Сашо. Се слушаме, Бојан, пријатно. Со ова завршуваме ова издание на Политиканти.мк. Благодарност до слушателите.